Многу се троши и слабо се реализира. Во предизборниот период од јануари до крај на април, државава реализирала само 17% од планираните капитални расходи. Иако буџетите на министерствата се бројат во стотици милиони евра, има такви кои се со 0% или под 1% реализација. Меѓу оние кои не реализирале ништо од капитални расходи е Министерството за политички системи и односи со заедниците, со кое раководи Артан Груби, а за оваа намена планирани се 12.500 евра. 0% реализација има и Министерството за локална самоуправа од планирани 71.650 евра и Министерството за правда на Кренар Лога. А интересен е фактот дека Министерството за економија на чело со Крешник Бектеши има под 1% реализација на капитални расходи од планирани над 5 милиони евра. Меѓу поголеми реализации има во Министерството за внатрешни работи или речиси 50%, а највисока е стапката во Државниот инспекторат за транспорт од над 98%. Она што е интересно е дека во македонскиот буџет под ставка капитални имаме и купување на мебел, купување на возила и капитални субвенции за невладини и јавни предпријатија. Алармот дека се троши без контрола го крена заменик техничката министерка за финансии Елена Петрова, која обелодени дека власта за 4 месеци предизборно потрошила дури 313,5 милиони евра под ставка други трансфери. Исто така, обелодени дека е прекршено златното буџетско правило, капиталните расходи да се поголеми од буџетскиот дефицит, а задолжувањето да се користи само за инвестициски проекти. Дека буџетската дупка се продлабочува за тековни трошоци и за популизам, наместо за капитални расходи, предупредуваа и експертите. Според поранешниот министер за финансии, Джевдет Хајредини, дефицитот ќе биде сериозен проблем кој ќе треба да го решава идната влада. Македонија е на последно место во регионот со стапка на раст на економијата. Задолжувањето ти ако ги вратиш парите, не 60, 100% има задолжување, не 60% од GDP-то. Ако вратиш пари, не е проблем, ти дават сите. Меѓутоа, ние, ова тврдам јас, дека и наредната влада, и наредните влади со тешка ситуација ќе се соочат со буџетската дупка. Власта на СДСМ и ДУИ остава зад себе огромна буџетска дупка за која предупреди и Светска банка, како изголемен јавен долг од 60% од бруто домашниот производ, што ја надминува психолошката граница. Она што очигледно се гледа е дека владата се задолжува и дома и надвор за тековно работење, а не за вложување во капитални инвестиции.